Денеска овдека во Кавадарци, на наша огромна чест и задоволство, градоначалникот на Кавадарци, господин Митко Јанчев, направи навистина еден убав настан, кој што го одбележавме заедно со кавадарчани, со луѓето од Тиквешијата, но и со гостите кои што денеска се присутни овдека во Кавадарци. Направивме закројување на лозието, цениме дека, кое што символички го направивме, цениме дека на овој начин ќе упатиме порака на обединување, на заедништво, но и истовремено ќе упатиме порака дека трудот на земјоделците, трудот на лозарите треба да се цени, да не се случува како тоа што беше напати во минатото, да трудот на лозарите не биде платен од страна на откупувачите, но и од страна на државата, достоинствено онака како што тие луѓе заслужуваат, бидејќи навистина маката и потта која што ја оставаат за да можат да произведат едно зрно грозе е навистина голема, а со тоа и да ги прехранат своите семејства во овие тешки услови на функционирање и на живење. Јас сум навистина задоволен што имав можност еве денеска да бидам тука меѓу граѓаните и заедно со граѓаните да го одбележиме овој голем ден за Тиквешијата и за лозаропроизводителите. Така што уште еднашка сакам да им го честитам, да им посакам добар род, но и навистина достоинствени откупни цени. Ви благодарам. Господин Мицковски, вчера повикавте на единство, денеска нема коментар од премиерот Ковачевски. Кој е вашиот коментар? Па јас не очекувам дека од луѓето кои што се слепи следбеници на заевизмот, една политика која што е жестоко поразена на изминатите локални избори на два пати, ќе бидат рационални и ќе се издигнат над ситуацијата и ќе застанат еднашка во одбрана на македонското национално достоинство и да ги штитат македонските вредности. Јас подадов рака, таа рака е се уште подадена, стојам на располагање. Секогаш кога ќе треба да се обезбеди единство, заедништво, консензус, тука сме да зборуваме пред отворени врати, пред камери, ако треба не на отворена средба, да не се криеме, немаме ние што да криеме. Зошто да криеме 3+2, 5+1, 2-3 и така натаму и така натаму. Треба народот да знае, затоа што доста му е на македонскиот народ, но и на нашите сограѓани, соседи од порази. Конечно треба да престанеме да се делиме и да се обединиме околу тоа што значат државни и национални интереси. Јас ја подавам раката, ВМРО ДПМН е тука, доколку од страна на нашиот политички конкурент, соперник, му стане еднашка јасно дека треба да ги напушти слепите политики да ги следи слепите политики на заевизмот. Тука сме, стоиме на располагање, сакаме да се обединиме, така само, како што неодамна кажав, само сноп од гранчиња може да биде подсврст од секој гранче поединечно. Во вчерашниот отчет обвинивте дека претходната власт системски ги уништува општините. Може ли да појаснете зашто мислевте? Па погледајте ги трансферите кои што се и дотациите кои што оваа власт ги прави во изминативе 4 години пред оваа 2022 година, ќе видите дека секоја година, започнувајќи од 2018-та, 19-та, следствено 20-та и 21-та, имаме зголемување на дотациите, дури во една година тие се 34 милиони евра поголеми од претходната година. Но тогаш, мнозинството градоначалници беа од редовите на СДСМ и тогаш тие ценеа дека треба дотациите да бидат поголеми. Но ако ја споредите бројката 2021 и 2022 и покрај тоа што буџетот е зголемен, екстремно зголемен, нарачот на народот и на бизнисот е екстремно зголемен, дотациите се намалени од 316 на 312 милиони евра кон општините и покрај тоа што знаеа дека имаме енергетска криза, покрај тоа што знаеа дека имаме економска криза и покрај тоа што знаеа дека ова ќе биде навистина тешка и предизвикувачка година. Но тие не водат сметка за интересите на граѓаните и повторно ќе кажам, слепо ги следат политиките и насоките на заевизмот. Политики кои што се поразени народ, се додека продолжат да ги следат политиките на заевизмот, ќе губат. И тоа ќе им го кажат граѓаните на следните
парламентарни предредени избори, затоа бегаат од тоа, затоа се плашат. Мислат дека црвените килими на лозијата во големите и раскошни винарски визми кај тајкуни кои што своето богатство го стекнале во едни други времења, ќе ги исперат од незадоволството кое што го има народот и затоа ги нема тука меѓу народот, затоа се кријат. Така што мојата порака ќе биде повторно иста. Напуштете ги политиките на заевизмот, тие се поразени. Прифатете ја политиката на заедништво и обединување кога станува збор за националните интереси. Граѓаните во општините каде што се градоначалници избрани од редот на ВМРО ДПМН и од коалицијата не се виновни, затоа што политиките на заевизмот, полни со криминал, со корупција, со неуспеси, граѓаните ги поразија. Дајте да седнеме и да зборуваме за единината. Немојте да бидете заглавени во минатото. Поделбите завршуваат. Ние сакаме да рефлектираме една енергија на обединување кога станува збор за националните интереси. Ние може да се разликуваме во економските, образовните, здравствените, земјоделските политики. Да, тука се разликуваме. Но кога станува збор за националниот интерес, еднашка очекуваме од СДСМ да застане и да ги подржи политиките на обединување. Прв чекор, еве, нудиме подадена рака, поддржете ја декларацијата за титанот, за великанот Ѓорги Делчев. Човекот кој што треба да не обедини. Господине Мицкоски, велите обединување, меѓутоа во говорот на владиката Агатангел имаше повеќе елементи на поделба отколку на елементи на обединување, фаворизирајќи една партија наспроти друга. Како го коментирате ова? Па јас можам да коментирам мои изјави и тоа што јас го говорам. Ако го коментираме мојот говор од вчера за време на отчетот кој што го дадовме како ВМРО ДПМН за тоа што го сработиле градоначалниците на ВМРО ДПМН, тогаш истото тоа ќе ви го кажам и денеска. Јас сакам да видам конечно да се охрабрат од владата, да престанат да ги следат политиките на заевизмот кои што се поразени, да гледаат како да се обединиме и да застанеме околу едната заедничка цел, а тоа е заедништвото и обединување околу националните интереси и вредности. Тоа е она што сакам јас да го коментирам и таа е мојата порака и од овде од Кавадарци и таа ќе биде пораката и во иднина. Доста се поделби да се обединиме околу македонските национални интереси. И во таа насока го коментирам и говорот на господинот Агатак. Не сметате дека беше потпалувачки? Напротив, не сметам дека е потпалувачки. Мислам дека е достоинствен, затоа што ги рефлектира националните интереси и повикува на обединување околу националните интереси, ако внимателно го следите. Вчера дадовте отчет за градоначалниците од ВМРО ДПМН, еве сме во Кавадарци, како сте задоволни од работењето на Јанчев? Па јас можам да кажам дека е исклучително високо ниво. Ценам дека тоа што е ветено и повеќе остварено во првите 100 дена и јас само можам да честитам и да посакам така да проложи во иднина, бидејќи сега граѓаните имаат поголеми очекувања од градоначалникот Јанчев, бидејќи и во првиот свој мандат, а така гледам продолжува и во својот втор мандат, негов главен приоритет и интерес се Кавадарци и граѓаните на Кавадарци.